И понатамо Македонија се соочува со зголемен број на илегални преминувања од бегалци и мигранти од јужната граница. Стотина бегалци за многу кратко време се организираат и на насилен начин ја кинат оградата и веднаш влегуваат во земјава. Ова денес го потврди првиот човек на одбраната, министерот Зоран Јолевски, при посетата на јужната граница. Кога ќе се постави ваква ограда, треба да очекуваме кога ќе се затвори легалниот премин на мигрантите, треба да очекуваме зголемување на нелегални мигранти, премини на нелегални мигранти. Се разбира дека тоа е зголемен. Поради неизвестноста на целата состојба во која се наоѓа Македонија, како дел од приказната бегалска криза и зачестените илегални премини, Јолевски заминува во Виена на средба со министрите за одбрана од Централна Европа и земјите од Балканската рута, со цел организирано делување и справување со кризата. И е зголемен бројот на припадници на армијата и се добро распределени на границата со цел да сите овие илегални премини се спречат. Сме спремни да реагираме заедно со полицијата, бидејќи кој знаете ние даваме подршка на полицијата. Армијата е спремна за секаков предизвик. Армијата на Македонија веќе делува со нови мерки, односно справување со илегалците долж целата гранична линија со соседна Грција. Македонските безбедносни сили ги зголемуваат армејските припадници долж граничната линија се со цел илегалните преминувања. Ги прифаќаат овдека на македонска територија и повторно ги враќаат на грчка страна. Од другата страна на жичената ограда се зголемуваат шаторите кои што бегалците и мигрантите секојдневно ги подигнуваат. Велат дека нема да се оттргнат од пред македонската граница се додека не се отвореле границите кон север. На Идомени и денес Каврија надлетуваат полициски хеликоптери, а полицајците во импровизираниот камп се во целосна упрема за делување. Се протестира се погласно. Бегалците и мигрантите бараат да се отворат границите, а вчера полицијата употребила и сила откако толпата насилно сакала да го разбие полицискиот кордон и тргне кон македонска територија. За кратко време полицијата успеала да ја смири тензијата и ситуацијата да не ескалира, но и денес бегалците не се откажуваат од протести.